По ерата на велнесот, клин гер, естетиката, популарен тренд на социјалните мрежи што промовира минималистички, уреден и природен изглед и совршено испеглани профили на Инстаграм, во преден план полека доаѓа нешто друго — интелектот. Со други зборови се чини дека да се биде паметен е повторно секси. А еден од главните идоли станува книжевната трендсетарка, односно личност која не само што изгледа добро, туку и чита, размислува, препорачува книги и знае да објасни зошто нешто и се допаѓа. Од селебрити книжевни клубови до TikTok трендови за тоа како да станете безобразно образовани, се повеќе содржини се вртат околу книгите, филозофијата, пишувањето и промислувањето на светот. Дуа Липа и Каја Гербер имаат своји книжевни клубови, Чарли XCX и Трој Сиван отворија своји профили на Substack, платформа за објавување статии, есеи и други содржини директно до читателите преку имејл пошта и веб страница, а Ема Чемберлен во својот подкаст се почесто навлегува во теми кои звучат како почеток на студентска дебата по филозофија. Пејачката и текстописец Леонтина Вукомановиќ ретко зборува за својот приватен живот и никогаш не била дел од јавни естрадни пресметки. Сепак, една од најголемите приказни што со години ја следеа нејзината кариера беа гласините за наводна романса со пејачот Желко Јоксимовиќ. По 2 децении молк, Леонтина реши отворено да проговори за нивниот однос, за периодот кога биле неразделни соработници, но и за конфликтот поради кој со години не разговарале. Желко го запозна во 99 година за време на турнеја во Република Српска. Потоа поминувавме многу време заедно во студио, работејќи на песни. Од тоа време бев на врвот на кариерата и медиумите често ме поврзуваа со различни мажи, па и со него. Нашата врска никогаш не беше потврдена, тоа беа медиумски шпекулации. Навистина бевме блиски пријатели и соработници, открила Леонтина. Таа вели дека двајцата максимално се подржувале на професионален план. Тој пишуваше песни за мојот албум, јас за неговите. Поменувавме денови и ноќи во студио и заедно создадовме многу песни и за други изведувачи, раскажала пејачката. Но нивното пријателство завршило во 2004 година по жестока расправија. Ке те кренат, па ке те газат. Од секој збор скандал прават. Пее Тамара Тодевска во својата нова песна Кукла жива, носечки сингл на истоимениот албум. Музиката и текстот се подпишани од Коста Петров и Тамара Тодевска, а песната е во продукција на Емин Џијан, додека визуелниот дел е режиран од Мартин Трајановски во Такат Студиос. Станува збор за песна инспирирана од животот и кариерата на Тамара Тодевска, исполната со успеси и падови, осуди и пофалби, но и со постојаната борба да останеш свој во свет полн со очекувања и предрасуди. Впрочем, во Кукла жива може да се пронајде секоја девојка и жена кои биле принудени да глумат, да не бидат своји, да ги задоволат критериумите на општеството, а не своите потреби и желби. Кукла жива е песна на мојот живот. Истовремено е и многу моќна, но и автентична, силна и суптилна. Кукла жива не е само мојот живот, тој е животот на многу девојки, жени, но верувам и мажи, сите принудени да задоволиме наметнати стандарди за успех и квалитет. Ја почувствував уште од првиот момент. Ме расплака, ме врати во живот и ми го покажа патот кон новата ера. Во тоа е моќта на оваа песна, порачува Тамара. Дина дома покажува сигурен режисерски глас и јасна контрола врз материјалот што го обработува, се вели во рецензијата на европскиот филмски портал Сине Европа за филмот Скейтбордингот не е за девојчиња, кој на 4 јуни имаше светска премиера на фестивалот Трајбека во Њујорк.
филмот се прикажа во меѓународната конкуренција за награди. Македонската премиера се најавува за септември. Во Сине Европа, меѓу другото, се вели дека овој филм сугерира оти пред дума има уште многу простор за развој и експериментирање како авторка, но истовремено ја издвојува како талент на кој вреди да му се посвети внимание. Уште поважно, како што вели критичарката Вероника Орчикари, нејзиното дело придонесува кон пошироките напори за поголема застапеност на жените зад камерата, нудејќи промислен и навремен поглед кон прашања кои денес остануваат длабоко релевантни.